Гостите веќе ни пристигна овде во телевизија Алфа, како што ви најавив и на почетокот во првата најава, заедно со нашите гости ова утро ќе биде нашата Сузе, а со незе утринава се Анде Јанков, писател, и Јордан Коцевски, писател. Добро ви утро, добро ни дојдовте во утринската програма. Сузе, добро утро и до тебе. Со тебе си се видовме малку пред емисија. Денеска се отвара и почнува сајмот на книга. Така, 8 мај трае се до 14 под мотото Храна за душа. Ке имате убав повод со Сузе да се зборувате за вашата храна за душа, за вашите книжевни дела. Повелете, Сузе, ве оставам во одлични раце. Благодарам многу, поздрави до гледачите, добро утро, среќен ден и се разбира, добре ни дојдовте, драги наши гости. Секогаш пишаниот збор, секогаш нешто ново што има да понудиме на читателите, предизвик повеќе да се биде овде во нашето студио Анде Јанков и Јордан Коцевски, представници на новата млада генерација на писатели кои што ги рушат бариерите и се поместуваат едно ниво погоре од она претходното. Драго ми е што во рацете ги држам вашите нови четива, кои што се инспирација за многу нови имиња, а ова е една коинциденција или можеби коинциденции не постојат, ова се на двајцата ви доаѓа шесто дело. Така, Јордан, ајде да почнеме вака, прво тука си ми поблиску. Кошмари, наследство кошмари е психолошки трилер кој што долго потоа откако ќе го исчиташ ти дава простор да ги размислуваш и да ги мозгаш нештата. Како се случи овај кошмар? Кошмари, бога ми, би беше кошмар. Кошмарно? Да, ми требаше доста време да го напишам, подолго него вообичаено, бев заглавен со некои ситници. Меѓутоа, самата идеја произлезе од кратка приказна која прочитав од Марио Савески, и тоа беше 2015 година. И од таа една кратка приказна кај мене се роди идеја за трилогија. Така што ова е втор дел од трилогијата, во план се да има и трета книга која ќе заокружи се, и остануваше само да се ги осмислам деталите, што ќе се случува, како да се поврзат работите, и токму затоа, како една средна книга, втора, мислам дека ми беше од се што имам досега напишано најтешка. Анде, честитки за твоето ново дело. Верувам дека ќе биде уште попопуларно од сите претходни. Она што го создаваш ти важиш за еден од најчитаните автори на крими романи кои што на вистина прават неверојатни заплети. Како се случи ова ново дело? Па да, значи како што Јордан кажа претходно, фативме некој чекор, прозата си бара континуитет, особено кога пишуваш, серијали, нели? Без разлика тоа дали се трилогија или подолго. Едноставно се поаѓа од таа премиса која што имаш за позади книгата која што ја создаваш. Сега кога се работи за некои ликови кои што ги следиме подолго време, тука можеш да комбинираш, нели, некоја нова идеја проследено со развојот на личностите со текот на времето. Меѓутоа, колку ти дава некоја слобода, бидејќи сепак имаш некои темели останато, пак можеш и да бираш се ново и да не се повторуваш. Да, претежно, нели, крими трилери кои што си ги пишува, меѓутоа секогаш бараш некој поджанар, ова е некоја си драма, мистерија ќе му дојде. Кобаяши Маро беше, претходникот на оваа книга беше нешто малку по што ајде издвојуваш, иако беше вметнато во серијалот, тука веќе се враќаме на некои си подесувања, би ги нарекол, како што си беа и претходно, сосема нормално, иако и тука има применето некои си, ајде така, постмодернистички финти, би ги нарекол или слично, меѓутоа, да, самиот наслов, кориците и нели се одвестувуваат на нешто што е веќе во серијалот видено, и продолжуваме со следење на таа приказна за Виктор Николов. Имаме ли ние доста публика за овој жанр? Па имаме, Јордан, имаме. Затоа сме одбрали во него да твориме. Младата публика претежно ги чита вакви вашите дела? Каков е фидбекот, ме интересира многу. Пишуваат ли назад читателите, ве потпрашуваат ли нешто, сакаат ли еве да остварат и контакт и лична комуникација со вас, бидејќи тоа е многу убаво да ги имаш достапни авторите, тука да ти се некаде во близина и да можеш и да ги искомуницираш?
Почнеш ли? Па, еве, затоа сме и денеска тука, и нас не е особено драго што е повторно во Алфа како еден од медиумите кои што најмногу не поддржуваат како автори на самото испаѓање на книги во рамки на сајмот на книга, бидејќи денеска е прв ден на продажби на двата наслови заедно со сите останати новитети на Антолог. Едноставно првичниот фидбек кој имаме со читателите таму. Сега после тоа, нели, Јордан ќе си додати оние други работи, промоции и слично, па, нели, како ќе му дојде некои 5 години сме веќе присутни, море повеќе, ама континуитетот е тој 5 години како што си твориме и каде што едноставно си го добиваме тој фидбек од читателите. Мене ми е многу важен и сум отворен, често значи ми пишуваат или ќе се искоментира, па некојаш и сам знам да си прашам. Оти мене, јас имам проблем во наводници со зошто. Може би затоа пишам во Жарнов, оти ќе видам нешто и си прашувам зошто и си давам одговори. Кога некој нешто ќе напиши за моја книга, дури еве да речеме само оценка да е, мене ме интересира зошто. Ако се 5 звезди, зошто се 5, ако се 3, зошто се 3. Затоа што сметам дека еден начин за да се порасне како автор е да се добие реален искрен фидбек, да се добие фидбек од колеги, од луѓе кои што творат, луѓе кои тоа има професија и да се добие фидбек исто така и од читателите. За да видиме што е тоа што е добро, што е тоа што не им се допаднало толку и накрај сам си оценувам дали ако нешто не им се допаднало е субјективна или објективна забелешка. Јас на крајот од една книга го имам сменето, затоа што имав тест публика и добив фидбек од нив токму за крајот. Дека еден коментар беше нешто не штима, другиот беше како се повторуваш ми рекој и застанав јас сам да си го пречитам додека не најдов каде беше проблемот и стварно имаше проблем. Значи јас кога го читав мене ми беше тоа супер, меѓутоа ете кога го чита друг полесно е да најде. Да, фасцинантно е тоа колку повеќе глави го читаат, тоа како се доживува и затоа е многу убаво кога сето тоа на крај имаме можност да го споделиме и со нашата публика. Колку те инспирира родниот Охрид каде ти живееш, си роден и работиш? Те инспирира ли за пишување? Охрид е прекрасен. Значи Охрид е роден за уметници, створен за уметници, затоа што значи каков и да ви е денот, доволнен на прошетка покрај езерото, дали ќе фатите надвор од градот да шетате по кеот, дали ќе фатите на кај стариот дел, по едно кругче околу стариот дел, таму на кај Лабино. Значи Охрид е таков еден град кој знае како да ви ги езерото ви ги впие буквално проблемите, едноставно да се ослободите и ви ги тогаш наполни батериите. Да, точно. И многу убаво го имаше доловено во зборови во времето. Одлично. Каде Андеја црпи силата за да создава вакви неверојатни трилери и имаш ли ти некакви своји ритуали, да речеме, имам читано доста биографии на познати големи имиња во светот на книгата, на кои им е неопходно осамување од реалноста, повлекување, за да можат да бидат продуктивни, за да можат да го дадат својот максимум. Како ти ги реализираш овие твои идеи? Па пак се трга од тоа да во точно каков, ајде можеби жанр твориш и што си одбрал, дали се некои посебни приказни или нешто што е поврзано. Меѓутоа пак со секоја една книга се обидуваш различни тематики да опатиш од она што се нарекува секој невие наше, бидејќи сепак книгиве кои што ги пишуваме и двајцата претежно се барем сме почнале нели реализам, па потоа веќе почнеш да експериментираш како растеш и како автор. Сепак се втемелени во реалноста, например, дејството е сместено најчесто во Македонија, иако оваа книга е претежно во Загреб, Хројатска, меѓутоа пак се обидуваш да опфатиш тоа некој актуелен, модерен начин на живот и како ајде да се остане човек во вакви, нели како се остане човек во вакви невремења, можеби кои што го патија светот и нашата земја и едноставно тука продолжуваш да твориш континуирано. Сега кога се работи за тоа
ритуали или слично, секогаш е добро кога ќе се отиде некаде и најчесто и така се обидувам да правам. Ако дејството ми е сместено надвор, се обидувам да сум таму барем дел од времето за да можеш да ги впиеш сите тие работи. Еве за потребите на книгата која што сега ја пишувам, продолжението на ова, имам замислено идеи за Стара Скопска чаршија, па едноставно можеш да го посетиш тоа таму не само како шетач, туку и како истражувач, што зборевме моето вчера во подкаст, едноставно да ги собереш тие информации и после тоа да седнеш и да го... Значи дека и во Загреб истражуваше пред да почнеш да пишуваш во Загреб? Да, фактички таму бевне на книжевна резиденција каде што претпоставувам дека и затоа што одбрав дејството да биде таму на книгата и затоа и ја добив како таква и меѓутоа помогна и апсолутно и тоа е спомнато и во книгата во благодарноста дека благодарение на таа книжевна резиденција и книгата и има таа форма која што си ја има. Одлично. Го споменавте Антолог, издавачката куќа од која фактички и двете ваши дела се излезени во печат. Претпоставувам дека сте задоволни од соработката, споменавте и неколку нови наслови дека на ова годинешно издание. Апсолутно, Јордан тука може покадарен да биде за тоа да каже, бидејќи дел од професионалните обврски во пресрет на сајмот му се тие, меѓутоа... Ајде да чуеме што новитети други има Антолог да понуди годинава? Многу ми е мило што годинава токму има повеќе, да речем, македонски автори наслови. Тука сме ние двајца, потоа и жанровски е доста интересно. Елена Бошбош има една епска фантазија, па излегува вториот дел годинава. После имаме Катерина Шошко со реиздање на стара книга, која пак еден интересен жан со паранормални моменти. И Јован Илиевски, така. Исто и он со ново Тој има издание. психолошки трилер, доста интересна книга, неговата ми е читана. И ти со кој беше? Михајло Свидерски исто, да, он како прв пат влегува во Антолог, како нели со негова нов роман. Арагон заедно фактички со него има бек-ту-бек промоција. Антолог е има некој интересен концепт кога се работи за сајмот на книга, однос на како ќе му даде тоа, значи некоја синерија, како што сега ние гостуваме тука заедно прв пат, до сега сме биле нели посебно. Едноставно помагање на авторитетни со други, бидејќи нели треба да ја прочиташ книгата, едноставно ќе научиш од нејзе нешто, па другиот што чита твојата тој ќе научи едноставно. Тоа па како е настрана од жанрот и на пример сега јас таа книга која што ќе треба да ја промовирам како бек-ту-бек промоција со Михајло Свидерски е нешто сосема различно, иако ајде нешто што е заедничко можеби е бидејќи неговата книга тој од Битола и дејството се случува таму, јас пивам битолски ликови во оваа книга. Он исто е доста близок со Јован Илиевски од аспект на тематски на овие две книги кои што ќе си ги промовираат. Така што претпоставувам издавачот тоа го планира однапред што како ќе му дојде нели да легне добро во однос на тема. Забавен концепт е затоа што двајца автори седнуваат заедно, се промовираат еден со друг. И едноставно, јас, пример, сум љубопитен најчесто за секој за колегите, како ова го напишале, како тоа го напишале, обично има лани прв пат се воведе и се покаже како штом го имаме годинава, значи како успешен концепт. Знаеме тајминг кога, кој ден, како ќе биде да ги поканиме гледачите да дојдат. Предпоставувам дека едва и чекаат љубителите на книгата да присуствуваат на овие вакви промоции. Па да, значи денеска сме фактички сите заедно македонски автори од 17 часот на штандот на Антолог, како некое си отварање, нели? Како ќе му дојде, а потоа Јордан е во сабота, така? Сабота во 18. 18. Јас и Михајло сме во понеделник во 18 часот, да. Одлично. Предпоставувам дека тоа е одличен тајминг и оние кои што се на работа веќе имаат простор да дојдат и да присуствуваат. Мене ме интересира бидејќи паралелно ја градите оваа ваша писателска приказна, се надоврзувате 6 дела едниот, 6 дела другиот. Колку се консултирате? Колку си барате мислење за одредени ситуации? Верувам дека овој жанр и самиот по себе бара некогаш и друго мислење. Како да ги разрешиме конкретни сцени, конкретни ситуации кои треба добро да ги опишеме. Интересно. Се види, знаеш како од една страна до сега барем како сме го правеле тоа, најчесто кога ќе испадне книгата и нели даваш фидбек, што може да се подобри, што не, што е тоа. Пред да испадне книгата, па пред да испадне книгата не сме до сега толку многу соработувале, не знам зошто, можеби затоа што ајде, например, не е баш слично ова што го пишуваме, значи кај мене е нешто што како ќе му дојде,
лично, не, како ќе му дојде, по едноставно го тераш така како што е замислено. Значи, он има доста настрана, фактички 2 комплета на серијали кои што ги тера, нели, трилогии со некои посебни книги. Така што, меѓутоа, мислам дека можеби е полесно тој да побара мислење од мене или што знам, не знам како го доживувате тоа. Мислам дека главната причина е затоа што обработуваш одредена тема и најчесто, еве, јас функционирам на начин што барам човек што има темата, Да, нели, во Кошмари, еве, познавањето. имам главниот лик ми е војник кој се враќа од Афганистан. Игор, да, и јас имам другар кој се вика Горан и кој е биден на такви мисии, затоа и ликот се вика Игор. Горан ти беше подршката во Да, книгата. и физикусот го градев според него и направивме едно часовно, баш 1 час седнавме и јас правев интервју со него, од случки до после враќањето дома, што е, како е, за да можам јас да го доловам ликот, да е колку што е можно пореален и мислам дека тоа беше една од причините што книгава првично планирав да излезе минатата година, меѓутоа ја спремив за ова, затоа што не се чувствував спремен. Че од тој концепт на консултирање најверојатно бараме луѓе кои што ќе ни опфатат темата, меѓутоа еве интересно е што за Кошмар испадна со Јован, јас пак да се консултирам, Јован Илиевски, со него ние и промоцијата заедно, затоа што тој е психотерапевт, меѓу другото, а јас имам психотерапија како еден од клучните моменти во книгата, и му ја пратев и му викам, ако немаш време, барем му викам овој почетниот дел каде што тоа мене ми е клучен елемент во книгава, и нормално имаше забелешки, мора да кажам, од терминологијата која сум ја употребил до да ми речи дека вака нема да ти се обрати психотерапевт, треба вака, треба одредени поими да ги избегнуваш, па ја застанав и си го поправив сето тоа. Браво. Тешко ли е кога некој ќе ни даде некоја ваква сугестија или можеби малку ќе ни ја падне енергијата? Не би рекол. Си примил ти некогаш таква некоја сугестија, критика? Апсолутно. Сега, кога пишуваш континуирано криминалистика, луѓе со кои што најмногу ќе се консултираш се неминовно припадници на МВР. И фактички со тие луѓе највеќе се консултирам, зашто за да ајде да провериш веродостојноста на книгата, докаде нели може да оди нешто или не. И сега секогаш ми е драго кога ќе ми кажат нешто што не е вака, така е, за да биде поверодостојно. Сега за последната книга, ако одлучам да вметнам нешто буквално од туризам, сигурно ќе се обратам кај Јордан, ме разбираш, нели, и слично. Меѓутоа, да, апсолутно, секогаш сакам и да дејствата на книгата да веќе кога се во Македонија да може да се опфатени низ повеќе градови, Охрид еднаш го посети во Самбор, просто меѓутоа тука имам уште некои 4 дела замислен нови серијал, сигурно пак ќе се случи тоа. Така што да, соработката сега ќе си продолжи. Мислам, ние сме тука од аспект на нешто што не го спомнавме сега во емисија на поддршка како маркетинг или како ќе му дојде, бидејќи зашто спомнати нова генерација на млади писатели кои што не се гледаат некој како попреку, бидејќи тоа сум го приметил дека постоело претходно. Ниту како конкуренција се гледаат, да. Сме конкуренција, ма конкуренцијата те прави подобар. Го создава квалитетот, ако нема конкуренција нема ни квалитет, апсолутно. И затоа тој аспект барем секогаш сме тука не само еден за друг, тука и за тие други луѓе кои што смело се нуваат во нови жанрови и тука Антол гледам дека доста паметно изигра од аспект на тоа дека им дава поддршка на тие автори. Секоја чест за Антолока и секоја чест за вас кои што знаете дека конкуренцијата вистински може да создаде само подобар квалитет. Имаме ние многу интересен разговор, ама времето не ни дозволува да си го продолжиме и понатаму, само ќе ги поканиме гледачите да не пропуштат случувањата на годинешниот саем на книгата. Ова се двете најнови дела на нашите денешни гости. На штандот на Антолог ќе ги најдете, а се разбира таму можете и со нив и да поразговарате за се она што тие го творат овие последни 5-6 години и се разбира да ги запознаете и лично. Многу ви благодарам што ова утро дојдовте, бевте наши гости и многу среќа посакувам на вашите четива нови да стигнат до многу повеќе читатели отколку претходните ваши дела. Иренче? Ви благодарам и јас многу за разговорот и морам само за да кажам дека пред 2 години и повеќе за прв пат кога дојдов овде во телевизија Алфа, прв гостин ми беше Јордан со сопругата. Дојдоа, пристигнаа специјално од Охрид, изборувавме за книгите, за туристичката работа како туристички водич и исто така со сопругата бидејќи многу патуваат и споделуваат интересни моменти од нивните патувања. Ви благодарам.